Почитувани слушатели, како што најави во почетокот на нашата радио програма, 100 години од смртта на Крсте Мисирков и должни сме да го споменеме барем на македонската радио програма. Крсте Петков Мисирков е роден 1874 година, 2 години подоцна од Гоце Делчев во Постол, во Егејска Македонија или денешна Пела. Мисирков можеме да го наблюдуваме како револуционерен деец од почетокот на 20-тиот век. Може да биде кодификатор на македонскиот јазик, на македонската национална мисла, теоретски основоположник на најсовремената социолингвистичка диференцијација на македонскиот јазик, она што зборуваме често пати, што грците, односно бугарите, денес го лоцираат тоа како дијалект на западен дијалект на бугарскиот јазик. Преку ова мое јавување ќе ја деконструираме работата на бугарските фалсификатори, за да се утврди историската тежина на појавата на Мисирков на општествената сцена. Неопходно е прецизно да се дефинира геополитичкиот амбиент во Македонија на преминот меѓу 19-тиот и 20-тиот век. Тоа е период на длабока структурна криза во Отоманската империја, последен со интензивна, агресивна, етнорелигиозна, пропагандна и образовна експанзија на младите балкански држави, како што се Бугарија, Србија и Грција, насочени директно кон македонската територија. Преку действувањето на странските верски просветни институции, пред се бугарската екзархија, грчката патриаршија и српските дипломатско-конзуларни представништва, се вршеше систематска етничка и социјална фрагментација, односно делење на македонското население. Овие институции имаа за цел да го оневозможат природниот процес на македонската национална интеграција, како што го направија големите сили со соседна Грција, соседна Бугарија и Србија. Па и во 1912 година поклонета им беше Албанија на албанците од страна на Австро-Унгарија. Во такви исклучително комплексни историски околности, кај дел од македонската интелектуална елита, почитувани, лоцирана во странските центри, пред се во Русија, Санкт Петерсбург, Софија, Белград и на други места, се конституира свеста дека револуционерната борба на ВМРО за политичка автономија бара јавна, етнокултурна, национална и јазична разлика. Мисирков, како дипломец на Историско-филолошкиот факултет при Императорскиот универзитет во Санкт Петерсбург, теоретски го дефинира и го вообичаја концептот на македонскиот национален сепаратизам, односно посебност. Овој поим во тогашниот научен и политички речник означува радикално, научно и институционално одвојување на автохтониот македонски национален субјективитет од аспирациите и калапите на соседните нации. Современата бугарска официјална политика, поддржана од нивната државна академија во континуитет, како што знаете, обстојува на ненаучна теза дека македонскиот јазик не представува автономен лингвистички систем, туку регионална писмена норма или дијалектна форма на бугарскиот јазик. Оваа догма се соочува со дециден научен демант уште во далечната 1903 година преку начелата применети во книгата на Мисирков за македонските работи. Мисирков научно докажува дека секој жив говор кој поседува сопствен историски развој, кој ги исполнува општествените функции на комуникација и
поседува капацитет за литературен израз, представува посебен јазик, а не дијалект на некој соодветен јазичен центар, во случајот бугарскиот. Тој ја елаборира разликата на македонскиот јазичен систем, земајќи ги за основа централните македонски говори на линијата од градовите Велес, Прилеп, Битола, Охрид, па и Лерин. Овој избор представува врвен научен критериум, бидејќи овие говори се географски и структурно подеднакво оддалечени и од бугарскиот и од српскиот јазичен стандард, со што се оневозможува секаква јазична контаминација или загадување на македонскиот јазик. За разлика од бугарската теза за дијалект, Мисирков во 5-тата статија од книгата го дефинира јазикот како примарен, неотуѓив атрибут на националниот суверенитет и колективната слобода. Тој вели, цитирам, милоста кон народниот јазик е наш долг и наше прво право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш, исто така како што ни е наша татковината Македонија, јазикот е содржината на македонците. Ако го изгубиме јазикот, сме го изгубиле и самиот македонски народ, зашто без собствен јазик македонците престануваат да бидат суверен субјект и се претвораат во алатка на туѓите експанзионистички цели. Дополнително во својата подоцнежна фаза, Мисирков ја побива теоријата за некаков вештачки карактер на македонскиот јазик, потврдувајќи го неговиот автохтон историски развој. И цитирам, тој пишува: македонското национално чувство и национално сознание е толку старо, колку и бугарското и српското, и бидејќи не е создадено од екзархијата за 40-50 години порано, исто така не може да биде ни уништено со 40-50 годишен српски асимилаторски режим или пак бугарски. Нашата реч е автохтона и таа сама по себе е доказ за нашата македонска посебност. Од историографскиот аспект, неговата лингвистичка теорија директно ги руши современите обиди за негирање на македонскиот јазик, докажувајќи дека неговата кодификација во 1945 година не представува политички декрет, како што велат бугарите, туку финален процес на научно заснован од Мисирков уште на почетокот на 20-тиот век, односно 1903 година, со печатењето на неговата книга, која уште одма бугарските служби и власти ја запалија, ја поништија. Меѓутоа, Мисирков зачувал 5-6 примероци кои за наша среќа ги имаме и ден денес. Друг важен сегмент во современиот научен судир е тенденцијата на бугарската историографија за присвојувањето на Илинденското востание од 1903 година, кое во нивната официјална наратива се третира како дел од бугарското национално револуционерно движење. Оваа поставка представува грубо занемарување на примарните историски извори кај историчарите. Илинденското востание е автохтон израз на револуционерната зрелост на македонското население против османлискиот деспотизам. Неговата крајна цел беше воспоставување на независна или автономна македонска државна рамка, што е експлицитно запишано во Крушевскиот манифест и во документите на ВМРО. Мисирков, согледувајќи ги последиците од востанието, јасно ја повлекува границата меѓу македонската револуционерна кауза и надворешната софиска геополитичка кауза. Во своите анализи тој посочува дека Илинден е врвниот чин на македонската политичка еволуција, чија цел беше заштита на Македонија како целина од идна поделба меѓу соседите Грција,
Бугарија, Србија. Во својата научна елаборација Мисирков ја истакнува суштинската разлика меѓу македонскиот национален интерес и интересите на официјална Софија, дефинирајќи го Илинден како чист, како соуза македонски историски капитал кој не може да се препишува на туѓа сметка, почитувани македонци. Слично на илинденското востание, современиот ревизионизам е насочен и кон ликот на нашиот голем визионер Гоце Делчев. Обидите на Бугарската државна комисија изминатите неколку години да го представат Делчев како исклучиво преку надворешни биографски шаблони, засновани главно на образовниот систем на екзархијата, која патем сакам да кажам дека не беше екзархијата бугарска призната до 1945 година, а пак Бугарската православна црква до 61 година. И ништо не се понапред од нас, македонците, во тој поглед. Ние, нашата црква, имавме независна, автономна во 59 година. Националното политичко определување на еден историски деец не се дефинира според образовната институција наметната од туѓа империја, туку според неговата идеологија, неговите цели и неговото практично дејствување. Гоце Делчев дејствуваше во рамките на организацијата чија цел беше Македонија на македонците, почитувани слушатели. Неговите писма и прогласи јасно го рефлектираат македонскиот карактер на борбата. Мисирков, анализирајќи ја токму таа генерација македонски револуционери, кон која и самиот припаѓал, дава јасен одговор на обидите за присвојување на македонските великани. Наместо да се прифатат туѓите интерпретации, Мисирков не учи дека македонските дејци мора да се оценуваат строго од македонско национално гледиште. И тоа мораме да го правиме и ден денес, еве на прагот ни е Илинден. Идната недела. Најцврстиот научен бедем против современите бугарски претензии се наоѓаат во доцните зрели трудови на Крсте Петков Мисирков, објавени во периодот пред неговата смрт, 1924-25 година. Мисирков почина 26 година. Во овие текстови, напишани по трагедијата од Букурешкиот договор и поделбата на Македонија, тој ја елиминира секоја форма на политички прагматизам и запечатува свој став за посебноста на македонскиот народ, почитувани. Во својата епохална статија, која е позната под името Македонски национализам, објавена на 12 март 1925 година во весникот Мир, Крсте Петков Мисирков го испишува пасусот кој представува дефинитивен одговор на сите минати и сегашни софиски или бугарски пропаганди. Неговите автентични зборови се следните, цитирам: "Нека ми биде простено, но јас, како македонец, на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и моите сонародници и само потоа интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум македонец со македонска свест и како таков си имам свое македонско гледиште врз минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина Македонија и на целото јужно словенство. И затоа сакам и нас, македонците, да не прашуваат за сите прашања што не засегнуваат нас и нашите соседи, а не да се свршува се само со спогодби помеѓу Бугарија и Србија за нас, но без нас. А тука е и Грција, јас би додал, завршет цитатот. Овој цитат научно ја верификува политичката зрелост на македонскиот национализам, почитувани слушатели. Мисирков тука го воведува суверениот принцип дека Македонија е посебен политички субјект, отфрлајќи го статусот на објект за пазарење помеѓу Белград, Софија и Атина.
Понатаму во статијата "Самоопределување на македонците", објавена на 25 март, тој зацврстува и оваа мисла. Цитираме: "Свеста и чувствата дека сум македонец", вели Мисирков, "треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонците не треба да се сливаат и да се обезличуваат меѓу бугарите и србите. Ние сме засебен народ и заедницата на нашите интереси со соседите не прави Срби или пак бугари, туку не обврзува да го бараме патот за самостојно македонско самоопределување." Завршен цитат. Овие примарни извори потврдуваат дека кај Мисирков постои јасно дефинирана, постојана идеолошка кохезија. Неговиот концепт за македонскиот национализам не е агресивен кон соседите. Тој е, наспроти тоа, одбранбен, научно, национално, но не агресивен кон соседите. Затоа, почитувани слушатели, Крсте Петков Мисирков го завршува со својот земен пат. Тој завршува на 26. јули 1926 година. Иако неговиот живот згасна во сиромаштие и прогонство, во Софија неговите визионерски тези се потврдија како историска вистина. Трудовите и началата на Мисирков станаа уставниот и државотворниот темел врз кој во 1944 и 1945 година на Асном се конституираа современата македонска држава, Република Македонија и македонскиот стандарден јазик. Денес, 100 години по неговата смрт, неговото наследство има исклучителна тежина за македонската прекоокеанска диаспора во Австралија, во Америка и Канада. Во услови кога матичната држава се соочува со тешки дипломатски, политички и идентитетски деструкции од страна на соседите, диаспората го превзема статусот на чувар на историскиот континуитет на македонската нација или македонскиот народ, ако сакате. Преку одржувањето на македонскиот јазик во официјална и образовна употреба во рамките на заедниците, преку организирањето научни предавања и трибини и преку пренесувањето на ова знаење на новите генерации родени надвор од Македонија, се оневозможува ревизијата, фалсификување на историјата. Заветот на Мисирков, содржан во неговите последни трудови, представува вечен методолошки патокас за обстанокот и зачувувањето на македонскиот национален идентитет во современиот глобален свет. Тоа е, почитувани слушатели, околу Мисирков, и уште да додадам дека силен притисок се врши и врз македонската радиопрограма од страна на грчката заедница овде и потребата да го истакнам сето ова преку македонската радиопрограма и преку Фејсбукот и социјалните мрежи, преку YouTube, дека апелираат да го фатам знамето од позади и да се идентификувам со државното знаме. Меѓутоа, нас овде не идентификува државното знаме на Република Северна Македонија, бидејќи ние се идентификуваме со знамето од Кутлеш, кое е национално и нас не идентификува сите од Егејска, Пиринска Македонија и Вардарска Македонија, Преспа, каде што е официјално, Гора, Голубрдо и така натаму. Сакам да кажам дека и во саботата, кога се играше фудбалскиот надпревар со Хелас, сум напишал нешто или сум ставил лайк на Фејсбукот, пак силни беа реакциите зошто јас сум објавувал на Фејсбукот. Гледате докаде одат. Затоа јас апелирам и секогаш апелирав, не попуштајте, нека не командуваат нашите управи, ние да го виткаме вратот како Зоран Заев, што го свитка и што го продаде нашето историско име Македонија. Не продаде нас македонците како добиток и каде е сега го нема.
ги користи, ги ужива со фамилијата милионите и милионите финансиски средства кои ги доби од Грција секако. Затоа, драги македонци, да се исправиме пред грчкото лоби овде, кое е навистина мощно силно, а и треба затоа силен отпор, како во физиката, акција и реакција. За да поставиш една зграда, треба да имаш убав темел, силен и јак. Ако не, подалеку од сето тоа. Но, се извинувам, да одиме понатаму, имаме уште 5 минути, една убава песна од македонците во егејскиот дел на Македонија. Се надевам дека ќе ја сакате и да видите, односно не можете да видите, туку ќе слушните како пеат македонците. Македонските групи ги има во изобилство сега. Илјадници македонци го прославија Илинден по стариот календар на 21 јули. Ние нормално на 2 август, односно по новиот тие, а ние по стариот календар, се извинувам. Тоа беше од мене, почитувани слушатели, до слушање до нашата идна програма. Децата млади пеат во Егејска Македонија. Почитувани не стигнало де Тито да направи македонци во 45-та година како во Република Македонија. Еве, ги гледам пред нас, илјадници македонци се. Детето кое пее е од Костурските села.
Почитувани македонци, ви пренесов дел од прославата за Илинден од во Егејскиот дел на Македонија. Видовте како се пее, младите тука се собрани, ги има со илјадници, но чинам дека по примерот на македонците од Егејска Македонија, тоа се прави сега и во Република Македонија. Македонците се берат по манастирите, по црквите за празниците и ако едно село прави